Шо лепит микрофонов бе? Спајдермен беше овде. Остваруваме. Него ве молам сите присутни во салава, помртнете се малце од местото. Пошто охриѓанец и бугарин гарант нешто ќе пропаднит. Ќе потонит манифестацијава, човече. Влег вид бугарин во ресторан во Охрид и ми кажа: "Извинјавајте, каде е тоалетната?" Одма ме брат над казанчено. Кај сте, скопјанишќа? Не можеше без тоа поминит. Знаете што е најако, кога ви кажавме дека ќе направиме наплатна рампа Охрид, одма си иде: "Абе, не идам више. Кој курат, човече?" Ама бе победивме со проекти. Сега автопат 4 наплатни до Охрид. Мухахахаха! Зашто наспроти се потребни се идеи. Најзаебано е кој ќе си искрен. Озбилно. Цел живот не учат да бидите искрени, човек. Ако си тотално искрен, ќе си најцрната и најнегативна личност на планетава. Озбилно. И учителката од 1 до 4: "Да бидите искрени! Да си бидите другарчиња! Да не се мамите!" Сретнија истата денеска и ти речи: "Море, гледајте, снаоѓајте се какво дојде времево!" Чај простор да си направи. И жениве, например. Стално ми викат искрени да сме со нив. Да, бе, викат, например: "Злато, кажи ми, уба ми е косава?" Не, ти стој плава, готов си. Фала ти ногу! Речи искрен да видам кој курац. Да, ама не мораше така да ми го кажеш директно. Знаеш мене колку ми значи да сум ти препонај преуба. А сакат да се трудиш да си искрен. Например, си пушташ телевизија, оп, модна ревија, Викторија Секрет. Бо, мед да лижеш. Со крилја. Преубај, хула хопчиња, ова, она, и ти га. Идат женати. Шо, Златан, ти се свиѓа случајно женски, бе? Овие? Ало. Овие ми се свиѓа, ти нормална си, мори. Да речиш некоја со гумени опинци. Вгној до колена. Шо за бикче нема чуено. Сакам си, поштовам. Жена со патина, она. За да патиш во животот. Мене то ми е секси, навечер пред да се клецаме да ја остави вилицата од чаша. User friendly, она. Па како? Значи, то си поштовам, јасно? А не ови опнала штикли танга и подвезиција ми се свиѓат, бе, мафни се. Или да си искрен 100%, замисли со шефот на работа. Тоа е ко на граната да скршиш орев со чеканче. Си викаш, кој курац, бе, ми пукна филмот, ма си вам кажам в лице. Колегиве те поддржват. Брат, да му кажиш. Ти да му кажиш. Вчера правевме муабет, не знаеш колку си во право, човече. Во моментов Легвичев, шо е симпозиумов? А, ништо, колега, нешто. Да, повелете. Шефе, сакам да ти кажам колку си проклето. Перфектен. Не можеш да му кажеш, сваѓаш, не е ко во амерички филм. Да, тој беше прогресивен, искрен му кажа, како да не. Да му кажеш све искрено на шефот на работа, знаете како ќе звучи брутално? Вака е од прилика. Шефе, сакам да ти кажам дека си едно капиталистичко пацерче, кое што чувствува мој кога групата го следи. Во суштина си мало учениче, седнато в ќош, со голо меше. Зело прачка од жива ограда. Ја изљупило. И мават по гладното улично куче за му покажит кој е овде газда. И те сваќам. Сите тоа го поминавме во пубертет. Немој да плачиш, шефе.
Ако плачеш, нема да си играме поќе предпријатие. Животиште тоа. Значи, све искрено, ако си кажуваме в лице, нема да има договарање. Ако нема договарање, Охрид нема да е град на УНЕСКО, луѓе. Јебеш езеро, трач рубрика ме интересира, шуксете си? Да нема договарање, замисли. Жива депресија. Шо правиш, ре? Толку. Вака се преако е. Здраво, шо правиш? Добра, ево, супер, леле, ево. Амор, ја видеа на сокол се фатила? Да, мор, леле, пача, бра! И така ти ја има прекрасно неделно попладне. Бре, значи, ќе дам предлог да се направи олимпијада во Охрид во оговарање. И без допинг ќе сме најаки. Уствари, кој ќе видиш шо е допинг за оговарање. Секој ден да седиш варош по 3 сати на пенџере. Кој ќе и рече, баба Маре, ама германци не појаки се од нас во оговарање. Шо те гледам чуден. Неќам да се фалям, ама јас нешто да кажам, цел свет има да ме разбери. Со 2 збора 3 фамилии имам запустено во градов. Да си ја кажеме вистината, човече, нема постојат Јеховини сведоци. Си седиш она неделно попладне околу 15 за 4 и слушаш на врата некој дин-дон. Отвараш, гледаш Библија, осмех и оделце. Добар ден, господине. Дали знаете што е тоа љубов? Просветли ме, жидизе. Вчера да ми речеше некој дека ти денес во 15 за 4 ќе дојши ќе ми покаи шо е љубов, немаше да го вервам. Јас за друго сум дојден. Во вторник ќе има уништување на светот и само 125.700 ќе бидат спасени. Дали сакате да бидете еден од нив? Го кажи човече ко вторник на бинго да ќе добие. Не, стварно, ако си ја кажеме вистината, стварно светот ќе пропадне, човече. Путин и Обама све в лице, ќе си спичкарат нуклеарна војна. Чао, аморе. И наеднаш гужва на небо. Гужва на небо, уствари, жива душа немат. Тихо, Господ, знаеш, ред да воспостави. Тихо, не туркајте се. За сите има место. Реков тихо, шо бе да не вратиш назад? И тоа ќе се појави Јеховиниот со списоков. И сега ќе видиме кој закае. Вие ништо нема да гледате во мојава куќа, јасно? Дечко, а јак сакаш викни го татко ти? Во тебе не вервиме. Катастрофа. Тоа е искрено вака речено. Дали ги имате гледано реклами, несигурно сте ги гледале за Кока-кола, обично што ги прават околу Нова година. Значи со кој од они, човече, кој да ги прават за друга планета? Со кој од оние ликои ќе се идентификува? Татко. Тој многу работеше и не знаеше дали ќе успее да стигне на новогодишната ноќ. Не? Пошо кај нас пола татковци се невработени киснет по дома. Мајка беше ги прегрнала своите 2 деца и се надеваше дека таткото сепак ќе стигне на новогодишната ноќ. Единствено што се надеват една просечна мајка за Нова година е дека вечерта ќе дае 2 епизоди од Величенствениот едно по едно. И поблиска е со Ферхунде отколку со децава свој. После дечко и девојка седнати во рекламава на клупа. Паѓа дожд, све е толку или снег, све е толку романтично. Во реалност дечко е в кладилница. И пцует за шлацио изгуби од Милан, човече. А девојкава стварно во реалност седит на клупа и плачи. Плачи она липа. Дал зашто депресија ја стега гадна? Или зашто без дечко седи јадна? Не, она не плаче зарад депресија бедна. Ни зашто младич нема на клупа да каш седна.
туку за да провери дали новата Oriflame маскара е стварно водоотпорна. Па после питачот идат во рекламава, сладко, мило старче, шо е среќно ако му даеш Кока-кола се напие. Во реалност питачов корнин на алкохол, човече. И викал, тешко, суноце, сега ќе те стигнем на дай певче или ракија. Колку да леп? Ако не пешине залара, јасно. Катастрофа, човече. После куче и маче во рекламава. Јадат од исто пајнче, знаеш, љубав. Све за љубав. Во реалност, бе, порано се знаеше, кучиња доминантни, мачки потиснати, депресивни. Сега дали имате видено шо мачки имат по континери, бе? Може се мачки тигри се, човече. На мац... Пукани она протеинска исхрана, ти се чини секој ден в теретана киснат мачки, бе. Страшно. И идаме до моментот кај што во рекламава идат Дедо Мраз со своите шлепери во градов. Да, имат фирма Дедо Мраз, не знам дали сте во тек. Она, експорт-импорт. Идат и хо. И све, не, во реалност идат шлепери, ама не излегви Дедо Мраз. Не, излегват две батиња, попантоли со прерамки, меше и фактура. Тоа е тоа. Кока-кола, фабрика на радоста било. Ајде. За мене фабрика на радоста е банкомат. Ако имат што да подигниш. Али се знаат кај нас кој е Кока-кола. Амди. Така. Само Амди, ако го оставиш 15 минути во фрижидер за длабоко, кој ќе исташ, ќе испотен и ќе освежува. Му паднал шеќерот, измислиле Кока-кола Light. Останал шворц Кока-кола Zero. Со жена му кој ќе водат љубов, кој ќе го откопчат шлицот, знаете што се дешават? Отвори за радост. Преко нива сите вака гледаат, на сите дава, на спасе не му дава. А никој не дава. Уствари. Уште едно пиво пиши. Света да биде главна женска, бе. И на Осман бек не му дава, знаеш. На Осман бек, Бог да чува, шо, не се мешаме, наши турци не се мешаме. Свете, јас све би надсинхронизирал во Македонија, знаеш? Све. Ниту вика дали требало серии да се синхронизира, дали не требало. Све треба се синхронизира. Ја и вестите би ги надсинхронизирал. Да, ја би ги синхронизирал, документарци, све да се синхронизира. И македонските филмови би ги надсинхронизирал. Што е стари филмови, сте ги заслушали глумците стари филмови, кам? Цвете, народот има турци. Цвете, зар ќе одиш со Осман бек? Како правеле кастинг порано, кој ќе дојде некој со дебел глас? Дечко, многу ти е дебел гласот, не може на филм. Што се тие гласчиња сите, бе? А што е тоа улоги правење, бе? Јане Сандански, сте гледали за Јане Сандански за Мис Стоун филмот? Јане Сандански како е представен човече, што ќе представи? Јане Сандански, бе! Рекетар! Дека си би ти, дечки, дој, бам, што работиш ти? Так! Утаму дека, од Струмичко, што работел тамо? Што да направиле, секоја чест за покојниот и маестралниот Илија Милчин, да? Тој е толкова таа улога, али човече, немаше Јане Сандански да биде, што го направиле? Филозоф, педерч! Као, Мис Стоун, ние овде во планините се бориме за правдата на Македонија. Која правда на Македонија? Али Јане Сандански со бркови, бе! Лук, кромит! Иде позади грмушка голема нужда. Грми! Наоѓа мече, со мечето се брише, човече.
Јане Сандански, бе, херој, човече, лук, кромет, ракија. Знаеш како е киднапирал Мис Стоун? Вака. На рамо во планините. А српска глумица у македонски филм сте заслушале? Не одите никаде, Вајводо. Вајводо, вие колку време сте овде во планините? Овака Јане Сандански кој е фати. Ау, Вајводо, вие колку време сте овде во планините? Тоа е Јане Сандански, човече, бре. И не само тие филмови, све треба да се синхронизира и порничи треба да се надсинхронизира. Замисли македонски порнич, само како е фаќа. Ja baby. Не, треба да ја фати. И само замисли. Стај го човече. Али чекај. Иде од позади камера лектор. Лектура. И доаѓа, иде порнич, так, и вика на порнич. Леле, човек го кладе. Стави ми го сиот. Тоа е проблем у македонски оваквови филмови. Све е многу литературно, човече. Много е све суве литературно, бе. Знаете ли какви се преводите, бе? Го гледам оне Black Hawk Down. И оно јауа по радиостаница и мика на хеликоптер. Hey, the skinnies are coming. Where the fuck are you, motherfucker? The skinnies are coming. И доле преведуваат. Одете по ѓаволите. Доаѓаат овие гламненици. Шко разговарат така, бе, гламненици, бе? На еден друг филм вика This is my bullshit economy. И доле преведуваат расипано стопанство. Кога ќе те изнервира некој на семафори, гаранте му викаш: господине, вие ме удрихте одзади, одете по ѓаволите. Вој да разговара така, бре, човече. Замисли, го гледам стално, сигурно овде стендап комеди, сите знаете, Пабло Франциско, најпознатиот дел имитира трейлери. Да. И си викам, замисли од овие трейлери у Македонија да ги гледаш на синхронизирани. Као, например, за Lord of the Rings. И вика, чум, нели, битка. Почнува тука битка, искачаат коњи. Иде, и почнува на македонски трейлерот. Нели? In the Middle Earth, the Dark Lord Sauron wanted the ring to rule them all, to enslave the world. Замисли го на македонски. Во средната земја, темниот вештер Саурон го сакал прстенов Галива да ги сотре сите. Гледајте го на кино. Новиот Стопанот на прстените. Замисли го Роберт Де Ниро, такси драйвер, чаче. Ето ке на ме, аре се бари јас, ето ке на ме, Пошто е, нели, диалект ке земат некој хриѓанец. Море, човек. Шат ти е, човек. Шо мене ми зборваш? Ке те столчам. Замисли го Scarface, човече. И река 3,5 кила кокаин, Ал Пачино, 4,15, не сум баш сигурен колку има. И доаѓа се гледа на овакво, на екраниве, како доаѓа да го убија тој другата банда. Излегува Ал Пачино и вика: Wanna fuck with me, huh? Wanna play rough? Okay, say that to my little friend. Кој ќе го земат нас за Ал Пачино? Као се конизират. Најбољи глумец, кој би бил на Македонија? Моментално, мојот идол уште деца, маестралниот Чичкомето Јовановски. И доаѓа да го убијат музика, кокаин, станува, ој станува вика: Собедели ке се зафркавате говеда едни. Собедели нерени мајковце. Кој сака нека зема друг? Кој друг кажете? Не знам, може помлад ке зема Васил Зафирчев. Кој се зафркава дека?
Господа, опи, дај ја пушката, опи. Не знам, може Кирил Поп Христов ке го земе. Ко се бре овде зајебава? Шугави селјаци. Не знам кај. Тони Михаловски. Да, може, Тони глумчи, што исто може. Фамилија да ми е. Да. Данчо Черевски мојот декан. Господа, кој се забркал декан? Ајде, влези у деканат. Јовица Михаловски. Абе, кој се зајбаа, маму ми? Маму ми, сите ке на ресторан.